Зашто да попушти? Зашто да попушти? Кој е целта да попуштаме? Ако е по паметен некој право, зашто му попуштам на овој што нема везе? Србите има една убава изрека, вика ток паметен размишља о животу, будала ga проживи. И тоа е точно. Значи И тоа е точно. Ој мисли вака што ќе биде онака оси. Па чекај, па нема смисла, па чекај вака, па легално да биде, па што ќе рече народ и сите фактори ги зимаш. Добре дојдете уште едно издание, се чепкаме ногти си правиме муабет, уште едно издание на Шанка. Не, ние се избориме, не замарам со снимање. Ајде да ја снимам, ајде да снимам. Ајде, може да почни. Почни више еднаш, да не бидеме класично клише, овака било нашата една и единствена Нина Јанева. Добро дојде, Ниничка. Добро, најдов тоа се сакам да кажам, се заборавив да му пишам, имам многу добра екипа другари од Куманово, што ми се генерација од средно. Партнерот за матура. Завршено? Замисли. Мисле само јас немам Милица, само јас немам. И заборавив да му пишам дека доаѓам на Куманово затоа што цело средно го поминавме секој викенд. Дојде ли петок, ние палиме автобус, па после кола, кога доби едно другаркиве дозвола, кола до Куманово. И сега ги палат автобуси цело само време пријавуваат. тука со искачање, со преспиење, со 1 мај, значи имам емотивна конекција. Немам роднинска никаква, ама имам емотивна конекција и со спомени полна конекција. Боле да немаш роднинска, пошто ќе се скарате ради имање никош нема да сакаш да дојдеш. Одека некоја журка нешто останало памтење. Нешто останало, да, стварно многу убави. И фала на поканата, се надоврзувам, секад ми е убаво тука, као да се враќам негде, баба ми кај што живеела порано, ама не сум била одамна, така се осеќам. Пошто не сум отишла одамна кај баба ми. Дарко ќе му кажа, чао Дарко. Што ни прави Нина сега? Нина сега во моментов, освен што сме турбо со настапи живо ностоп со бендов, малку одмарам, зборам кариерно, не музика, ова све друго што ми е кариера, освен музика, пошто никој не знае дека работам надвор, дека музиката ми е Уште неколку работи? Уште неколку работи. Работам на во главном посредување на инвестициски проекти, поголеми, помали, средни, најголеми. Со приватњаци, со и така натака. Држава, воду да не пиеш. Досадно, брат, да не изборим. На државно чешмо воду да не пиеш. Арија, керка ми тргна прво деление во училиште, вака, летна времето, се тоа не е уште ново ние све, претпоставам прве година, све не е ново. Па чекај сега што треба да се купи, како треба да се купи, како треба да се однесуваме по програмата, врска нема програмата со тоа што сме биле на игра. Значи, пошто имам па и вишак слободно време, се попријавив у тие совети на родители, све, главна, редовна, да видам, една година да се уходам и кренам рака за пред тоа, као ајде, ќе ги гледам, никој не крева од родители, ве наставнички ве збунати на 1 септември. Демек председател, кој ќе се пријави за векам, гледам никој, векам, ајде ја, барем да видам. Видам што се дешава. Не, ново е свезан, стварно е ново, комплетно е различно од наше време. И сега така ми е малце натака трансферирана, свртена улогата на кај домашни. У неколку правци си се разда. У неколку правци, вака, абе близнак. Близнак. Најмалку на две работи. Поека од мене, да. Сваќам ја сега и да ти кажам прво тоа што порано ние знаевме да се забавуваме и да уживаме уште од најмали нозе и ќоте како јадевме уште. Тоа беше забавно. Што идеш дома, твоите не те тепат. Ало. Доsadno е, нема зашо муаве да правиме. Ама нема зашо им се скара, што не се вика да сине. Нема зашо врата да лупаш по дома. Знаеш што се вика да сине. Порано само лајше татко ми полицајец вика, молим. Не, уопште не мора ништо да каже. А да, исто така уште една заедничка работа ние што татковците ни се джандари и ни се познаваа порано. Да, и другари. И ја и Нина бевме синдикални борци. Ја бев надворешен соработник, така како надворешна борба. Цивилно лице, се извинувам. Да. Така што ми е јасен режимот. Ама успешно се боревме.
ние ги имавме бунтовните оваква, ама со причина ни беа нас бунтовните. Например, јас сакав да искочам у град у 7 оделение, кога почнаа да излагаат моја генерација. И тоа беше незамисливо, за каде да излагаш би? Ти двор. Згради, комши за деца во паркче, нема проблем. Те викат тоа. Ја Чаер, Топанско, хардкор. Ки сум излагала булевар. А молим те тука. Како излагање у 8 оделение после матура излагав прв пат. И беше ли? Мислам дека баш у булевар бевме, ако не се лажам. Со полициски час нема другачија како. На матура, па... И немој да идеш у кафиќите ставаат дрога? Немој да идеш у кафиќите ставаат дрога. Кај се тие кафиќи, бе? Сега ги бараме, ги нема. Дечи, колку сме уназадени? Никад не ме издрогирале. Да. Чи девојче под контрола. Така. Ама става сега дрога. Сега, брат, бараш и свика ке блатам. Не, нема. Виж кој е рецесија утри на тоа поле. Порано гратис ги става по кафиќите. Да, бе, 120 денари кафе се направиле кафе. Да, демек со кафето и 2 линии. Со гледалци. Картичка гратис ти дава, да. Се зависи од која банка и од времиња, златни времиња беа. Златни. И не тепа по неколку пати. У школа нарочито ако си... Јас сум јадала кјутак, сестра ми нема нешто нарочито јадено на кјутак. За 3 пати, дека втора. Ама па ја имам, не знам, должено као сестри, вака се а мене ке ме те ужеди, глад. Иначе знаев јас дизам, као, ама да си го, стварно да си го повараш. Да, ама, па некако и натеравме, добро бе, важи. Ме тепаш и што са? Добро, ја бев женско, кај мене другачија беше. Не, па ја ако бев машко исто беше кај мене. А сестра беше помина кај незе, она беше... Полесно поминува? Ти на мамина миленица беше. Дипломата било. Да, не, така. Сестра ми беше по дипломата. Она нема, не? Се беше Боби крив, за се беше Боби крив. Ако нешто се случеше, нешто паднало, се бутнало, немам појма, се скршило или не, еве ја да сум направила, ама многу мирно дете во принцип. Ние сме со сестра ми 7,5 години разлика, помала од мене. И додека било кој од родителиве викаат по мене, или нешто, ме воспитаваат, само ја лоцираш, ја нема Тамара каде, сестра ми ја нема. Детево го гледаш вака под кебе јорган и направена дупка, знаеш како од бункер? Само што се дешава, ама ја не бев тука работала. Ако може да изеда некој друг, така. Полесно поминуваш. Да, како она за близнаците. Она беше... Кај си бе ти бато, зашо мама 2 пати ме бања од сабајле. Така, ама само кај мене, ја не можам да имам двојник. Вака фаца ружна. Не може двојник, бе, сестра, зад на кај двојник. Не на лични карти таму, на крај по да, имам време. Кај мене пише минус 3. Кај мене пише -3. Замисли му шеден како мене. Мајка ми се породила и вака со стапче порали. После 3 дена имаш дете. Крај. Вика, мамо, ја ружа ли сам? Не ме викај мама пред гости. Кој си ти? Кој си тоа мал? Познавам молим се. Ајде соберете го дето. Ја правам за ваканции највише на мој рачун, што нема кој да се љути. Ако не знаеш да правиш за ваканции на твој рачун, не треба да правиш ни на тој. Тоа е барем мојата дефиниција за хумор. Ако не знаеш да примаш, не треба ни да даваш. Молим, реципроцитет и баланс. Да, мора да има. Чиста хармонија. Љубов на прв поглед. Тоа е. Нема со иле. Вика, ти мажа, мене ме зема, вика, како, се залюби на прв поглед, па шо мисли ако те погледнат по втор пат, ќе те зема? Бега мрител. Мала се залюби, мене било поминам уште еднаш. Да земам да те поминам и да поминам да те земам. Не е за малолетна публика. Не е за малолетна публика. Овие си не за сите. Еднознакче, 18 плюс, да имаш еднознакче горе, не? Категоризација не ти бара. Мовите за возрастни? Двајца другари прават мовети, вика на филмовите за возрастни што пише 18 плюс. Смееме да гледаме и ние што не имаме 18 плюс.
Може е 12-13. И тука викаш не и опаѓа гледаноста. Не гледаност. Паѓа. Имаше многу јак коментар. Многу јак коментар као деме овие сајтовите за возрастни. Добро. Ке стават дозоли сите што имаат помоци од 15 сантима. Не смеат да гледаат. И доли коментар, опет светска свита удрила по сиротињи. Па не. Знаеш, се удри по сиротиња на чекај. Браво. Ао. Браво, одлично. Смењето го продолжува животот, не се фалам, сам мисля до дучки ме пофали, пошто што мон те пофали, значи. Добар си. Добар си. Добар, понашки си добар. Хумор и комедија, па и музику правив високо интелигентни луѓе. Не се сметам у такви, ама... Слушната тоа, дека смислата за хумор не може глупи луѓе да бидат смешни. Глупо е колку и да звучи ова глупо, така имам слушната. Да. Дека хуморот усвари показател на па и музиката. На висока IQ. Па да твориш и да ствараш музика, еве да пееш или било што, не може тек така, не е само гласот. Ми декна некој глуп, дали знам. Освен мене, знаеш некој друг? У музичка била проблем да ми текне, дали има некој што ти контрира на младото, не ми текне моментов, мислам дека не. Мислам дека не. Генерално сега еве изгледат за Македонија луѓе што мислам дека не можам да кажам некој што твори, што е автор на нешто, што вади нешто од себе, дека е со низок IQ. Низок IQ имаме за извоз. Дека со лопата да ги ринеш кај нас. Да. На жал и за жал тие што даваат оценка кој е Нина, кој е Боби, кој е, да го спомнам брат Мишанат, Джамбас, значи и уште милион други. Они карактеризираат кој е он. Да. Джамбас убаво кажа, зашо мислиш дека твоето мислење мене ме тагира или се секирам? Не, од него имаме толку многу да учиме. Да. Тука он инспириран и шилиран. 6 месеци со него прекрасни животот поминати. Кој беше укумарано со Джамбас. И многу научив од него. Многу. Има што да се научи. Да, од него он е жива енциклопедија, значи човекот 200 на сат. Да. И секој збор негов тежи злато. Еве така да кажам, затоа што е многу реален, значи знае што сака, знае што прави и многу реално ги кажува ситуациите. Има животно искуство, луѓе. Забораваме сите дека животното искуство и белото влакно што викаат си носат своја животна мудрост. Така. И тука пред фактите боговите молчат. Да, ние само треба да слушнеме. Знаеш, што не ќе ме слушаме, да работа. Не, ние да сакаме. Не ќе ме да научиме уствари за наша добра. Да. Лекцијата да ја примиме. Ама сакаш секој сака на своја коша да го осети. Зашо кога сум го поминал, прашаме, не мора да е така. Има една изрека, биди француз, учи на туги грешки. Мој татка знаеш што? Дете ми е ознак. Мој татка знаеш што каже? Пошто не прави многу проблеми и грешки во животот, еден мал милион. И вика, тачно знам, вика, кад ќе искочиш у чаршију и гледам Господ, вика, види се будала што ќе направи. Тачно знам, вика, гледам Господ, те гледа, вика, види се будала што ќе направи. И јас затоа си знае човек. А како џандарски деца па и не држи многу строго. Јас дефинирај многу строго. Што е строго денеска? Гледај, сега гледам кога ние паничиме. Еве, не јас и ти, ама општо вака родители со малите деца. Не, јас сум олдскул. Искрено. Да. Јас за тоа немам проблем. Гледаме со Александр да ја воспитаме Арија во духот на мајка ми татко ми, мајка ми татко. Така. Тоа. Ама има еден проблем што ние гледаме ако скокне од столче. Леле, не скока од столче. Се го враќам филмот, у Кумано имаше, знаете, каде ФЗЦ маркет оние такви ступчиња и надале 4 метра. А тоа е 10 сантима, ние одевме по нив. Ми текнува на такви моменти, пошто сите сме го правили. Ете така, сите, а само тоа ме се го кажа. Забранетото овошје. Така, и сега, ја му викам на Сими, не скокај бе од кревет, викам у ФЗЦ. Кој да ти каже тамо на тебе? Значи, поише глупости сме правиле, сега некако се многу доза на предпазливост, нешто се тресат, се нешто. Сега нивото на категоризацијата на глупостите е друга. Да. Во сосема еден психо момент се влезани. Значи нема да искочат надвор да се истепаат као луѓе. Да. Иди степај се тепачка.
Ферка. Зашто има проблем? Да, сега не зборам за 50 годишни, зборам за деца. Не, па за деца ферка. Си се напал, не можеш да се... Не можеш. Иди спукај се надвор, кој победи. Така да, рака. Ќе ви поменеме двајцата. Немаше зло. Подавање рака, се гушкам и толку. Сега, тоа е сведено на булинг, на майндфак, на некои злобни подли работи. Тоа се злобни работи што не може детето да ги прими само од себе. Така. Мора ги научи од негде. Дали се од оние лајната што ги гледаат? Мислам дека да. Може би. Станува Савелеве во еден ми е 4,5 години, скрова се бара. Може би, не викам не, Арија не ке нешто многу. Да бара, кој ќе побара телефон, сака да не ја замара никој пола саат. И после 6 сата нема да го види телефонот, ама само од себе. Зашто едно време дај ми го телефонот. Не. Гледам мола, фуп телефоните горе. Ајде сега да видиме. Сега кога прекинеш усред гледање, кога замараш нешто, да, може да ти се развика како и секој нормален човек. Не, овој седи на пример седеше 2-3 сата и ќе каже дај го телефонот, вриштење. Ама морам ни да гледам шо гледам. Не, има тоа све забрани. Она гледа рилови на YouTube, неќе YouTube Kids, примети дека различен од обичниот. Иначе одма Kids, вика, не го сакам овој глупости, вика, врати ми го другиот. И направи специјално нов акаунт, за да нема од моите од на Александар да нема ништо да не се врти, да не гледа ништо од тоа. Пошто класично. Гледаме ние нешто кој знае што. Да, убиства така. Собраќајка некој хорор нешто да доволна. Некоја превара, некој нешто така. Некоја забавница гледа, нема возрастна содржина, гледам што гледа. И навистина се некои работи што можеби не децата на таа возраст, он има 6 години, децата на таа возраст не ги свариле се уште, нели не им се случиле, не ги дискутирале со родители, ој се го гледаат клипот, вака е добро, сега ќе вриштам дома, ќе правам тантруми, пример. Зашто? Зашто Дијана и Рома правеле тантруми, пошто не знаат они дека тоа е глума што го гледаат детските влогери. Да, дека им се случува тоа вистински, затоа го прават. Не знам, TikTok нема, тоа не пратам ни јас, немам ни акаунт. Имам и таму и прегледи. TikTok не вакво искрено и Facebook и Instagram само ги терам, LinkedIn ми е битен од бизнис аспект. Ја по Инста да не го терам скорич. Ги терам паралелно, поврзани ми се најмногу пишувам, ако ми дојде некој статус да пишувам тук и таму, например сега имавме ситуација кај што ми доаѓаше статуси да пишувам изминатите месеци. И сега едноставно, нели не може. Ја мора да ги спомнам секој. Колку да никаш да се мешаш? И да снимам ќе ги спомнам браќата ми професионалци. Кои браќата професионалци? Тоа се ние што 7 години молчеа 8. Или 30 години што молчеа, да не карактеризираме политички. И сега кога дојде некоја промена, они први, јас па цело време јас бев во борбата. После војна сите генерали, синдром. И сега гледај, пошто за да не дојде неговата неспособност до израз, ја ќе пјукам Нина. Зашто пошто Нина која става таму, мојата неспособност ќе дојде. Јасно. И сега ако дојде мојата неспособност, фотелјата ми се клати. Затоа Нина е најлоша, Нина е вака, Нина. И сега има тие душебризници околу него, брат, дај да го поддржиме Боби, иначе сите ќе летнеме. Точно. И ај ќе тргнеме. Така остануваат и тоа зборам и секоја струка. Знаеш што, сестра, најдобар пример за такво нешто ми се чини дека беше најслаба карика Никола кој ја водеше. Кога двајцата најслаби го изфрлија најдобриот. Кога се налути Никола, и Никола кој се налути и кажа јас нема да водам ваков квиз, вика јас не го прогласувам за победник, квизот е завршен. Затоа што двајца послаби го деградира човекот. Ја гледам Хрватската многу на времето. И тоа пошто Никола кој е баш многу дека беше таква оштра и љута. Тоа ми беше многу интересно. Змија стана јазик беше, да. И тогаш имаше таков случај каде што тројца послаби избација некој што беше бај. Да, ама знаеш Никола кој дека познавајќи го него и карактерот, знаеш дека он многу знае. И где се? Знаеш што бидна проблем? Зашо не се тие, како се вика, тргнати, тие се професионалци. Тебе ќе те тргнат, мене ќе ме тргнат, него ќе го тргнат. Тие се правилата на играта. Да, тие се правилата на играта. И прати ги правилата се дека нема правила. Шие ми га џура. Со спратени конци. Значи играш со клизачи ниско се сега. Знаеш, сега бидна до тоа сме доведени да се смињаме на ниво што не ние. Ненормалното бидно е нормално. Значи сега да ти е срам да бидеш професионален од својата работа и поштен. Да. Затоа што не е битно у која станица работев.
глуп джандар само платаше. Не само тоа. Си носам униформа, секогаш скоцкан среден, све како што треба. И сега група од тие колеги ми вика, брат, зашто не брукаш бе, само ти носиш униформа? И ја гледам, а законски мора да носи униформа. Наоѓа дупки, не ми дале 3 години панталони, не ми дале ова, не ми дале. И знаеш, и сега ти се осеќаш глупо зашто си исправен. И они се управо? Да. И се они се управо, тој дали не викам. Ама не иди на работа ако немаш униформа. Нели? Повели не иди на работа. Ама на први цврн картичката прави таму. Не на први за 3 дена те нема. Па така ли е? И сега законски. Да, и сега знаеш што тоа го направија може 30 години народ го доведува до некоја пати и сега више не сака не да реагира на такви глупости. После народот да си кажува, шо ќе сменам, бе? Кој ќе чујам нешто такво, и шо ќе смениш, а шо ќе сменам, па ај сите да си викам, шо ќе сменам, и седи си тука. Да, и ќе дојде дома ќе ти лупа чврги и ти кика фала да, а шо ќе сменам? Само го прашаш колку чврги измени? Од тоа шо ќе сменам, и од тоа што сме најаки од дома, ова више добро, сите ја користат, знам дека ја користат сите таа реченица, најаки сме на тастатура, Од тоа и од попаметниот попушта сме дојдени до. Да. Попаметниот попушта е според мене официјално најлошата социјалистичка мисла со која што нас не задојувале среќа, па не знам са помладиве генерации дали. За да можат тие таквите да си просперираат. Попаметниот попушта. Што? Зашто да попуштам? Зашто да попуштам? Кој е целта да попуштаме? Ако е попаметен некој право, зашто му попуштам на овие што нема везе? Србите има една убава изрека, вика док паметен размишља о животу, будала ga проживи. И тоа е точно. Значи и тоа е точно. Ој мисли вака што ќе биде онака, он си. Па чекај, па нема смисла, па чекај вака, па легално да биде, па што ќе рече народ, и сите фактори ги зимаш за да бидеш културен, нормален, правичен. И после тоа ти си несериозен. А ваквиот доаѓа, ваквиот вика, ова бе, дока е моето запослување. Да. А ти нема смисла. Ти си овако пуште, каков е дрзок, боже го, ароганција. Да, и он... И влага, вака. И он... Ти мал... Влага. А, брат, заврши работа. Ти текна дека имаше ваква сцена мислам дека беше на тесна кожа. Кога му дојде тој кој му нуде, ако не ти тек паше пратам комедија цел живот, кога му нудеше на Пантич 20.000 марки да го одведе кај директорот за заposlување. Отиде кај Шојќ му даде 20.000 марки, му го доведе кај него канцеларија. На Пантич му стана колега. Тоа е. Значи, можеби тие и филмови има вистина за за ова време. Уште ги влечаме конците од тој менталитет. Уште ги влечеме конците од тој менталитет, мада децава, новите генерации гледам дека се многу поагресивни од нас. Така. Во борбата за своето. Нели сега не зборам лошо. Не можам да кажам лошо агресивни. Не може да се организира, знаеш, ти гледај се ние више ние не можеме да се организираме. Тоа дека се индивидуалци многу повеќе него ли што сме биле ние тимски играчи во наше време. 30 луѓе, 30 души друштво. Кажи ми сега едно друштво што брои повеќе од дватројца. И ја мислам дека со еве четворица да се израдуваш кога ќе видиш четворица другари дека се дружат. Мислам дека со Пука кога бевме го правевме муабетот истиот, ќерка ми вика ние сме 3 другачки. Од кои не се не видуваме више. А ние сме бевме 30 души друштво и ден денеска комуницираме сите секој со секој. Они не можат, значи, да се организираат, почнаа братучедите више да не можат да доаѓаат. И тоа е многу лошо. Многу лошо. Дека живеевме во Чаир, зборам Топанско тие години, до кај 2001 мислам дека бевме таму. Знам дека немаш никаков проблем ако детето моментот не ти е дома, се свртиш и не ти е дома, пошто знаеш дека ти е доле. Зградите ни беа вака упе, заграден паркинг, немаме нешто додир да истрча на улица. Имаш улица поред не шомајка бара на улица кога се сите у парк. Од 7 до 77 од сите нации. Така. Македонци, албанци, турци, бошњаци, роми, значи све сме биле на исто место. Ние у Куманово. Никаков проблем, без никаков проблем. Соживот за пример. И дојдоа после американците и ни кажаа како треба да имаме соживот да градиме, да. Да, јас тоа се нервирам кога ќе дојдат нас некоја обука да ни држат, и вика преголема употреба на физичка сила, на вака на онака. Ние. Ја викам чекај го спомне. Му вадам снимка. Ние. Ја му вадам снимка, викам царе, гледај, ти си сообраќајен полицаец, трафик полис офисер, не знам како и да беше така. Ја вика јес. И викам зошто за обичен сообраќајна контрола или прекршок, кога го стопираш човекот се држиш за пиштол. Примерно. Нели тоа е
малце ти ствара кај тебе страв, нели како граѓанин. Да, ако видам дека држиш раката на и се држиш вака со пиштол. Тоа значи дека или ќе искочам или ќе ме го рокнеш тука. Не така. Ќе му да. Ама мислам психологијата на човекот така. Вие не знаете кај на стапката на насилство е поголема, цај. Иди брка си проблеми, ама немаме помалце проблеми. Да ми помогнеме нешто. Не отворат проблеми. Не правите проблеми до проблеми. Значи, и мислам дека тој дел повеќе ни го направија, ни го наметнаа проблемот другите, затоа што исти случај у Куманово кај нас, у моето мало роми, бошњаци, срби, албанци, секој празник, значи ќе се дали Бајрам, дали Великден, дали се... Не сум знаела која е разликата до 8 оделение, бе луѓе, додека не пукна 2001 кај нас, не сум знаела која е разликата. И тоа е вештачка војна. Вештачка е, сите знаеме, поготово ние што живеевме, случај, знаеме. У кризни региони, ние у Куманово исто. Видовме сега се случува една случка у Куманово баш у центарот, таа е можеби постара фамилија албанци и од некои македонци што живееле тука. И кажа, вика, да не ви правиме проблем, ни на вас, ни ние да си направиме проблем, ние ќе си заминеме од тука. Цело мало скокна, кај ќе одите? Нема да одите? Сите сме тука, кај ќе одите? Да. И така и беше. Ама за жал секоја војна носи само профитерство и функции и не знам што. Ништо добро не се случи, затоа што имам другари албанци кои прекрасно живеем со нив, кои кажуваат дека еве им загинале некои од фамилиите у таа војна и од кај нас и од кај нив и вика дојдоа професионалците. И они кажа како он војувал пример по случање по ова она, а он кога ќе му погледнеш пасош од пример од 1 јануари 2001 до 10 септември бил у Швајцарија, бил у ваму, се он е најголемиот патриот. Да. Значи ти што викаш тие. Тоа се случува и со нашата страна. Да. Само што реално у македонци колку патриоти има, Сипимо две раки, песната искача чочек играл тука вака. Абе имам правено принт скринови 7 години. Правев принт скринови на Facebook. Се знае кои 7 години, пошто тие 7 години беа за принт скринови. Како правев принт скринови и сега ги споредувам, анализите мои приватни што си ги имам, ги споредувам со денес што се дешава, да, скроз. Исто. Ги споредувам со денес што се дешава. Тоа функционери, тоа слики, тоа знаеш, со председател на партија, со... Па нешто, еден и единствениот. И си кажа, глуп сум или глуп сум? Сестар, еден и единствениот, а скролаш таму у принт скриновите со 4 последните примери слика на еден и единствениот. Вели ме, пример. И позна ти си знаел, не бе брат, они знаат. Они знаат. И потоа ние не можеме да идеме на некои такви функции. Не ми е јасно како може да преминуваат од една друга идеологија, појма нема. Ја ако решам да излезам од моја матична партија, така е. Брат, кинам или не знам се одјавувам. И не поминувам више нигде. Никаде. Затоа што не ми одговара ова, не можам се ја у левичарски видам. Ја не можам да ги разберам луѓето како до вчера што си плюкал некој, сега му викаш брате ти си најдобар. Образ ѓон. Значи, тоа е татко ми, татко ти се криви за тоа, ти кажам. Така. Мене татко ми беше. Да ги симпати. Да, татко ми беше првата граница што беше воспоставена на Табановци, не беше ни граница. Сообраќајен контролен пункт. Пункт, така беше пункти. Кажуваше како и стварно колеги негови направија пари, купија по 40-50 камиони, купија 300 чуда. Синко нека, јас кога ќе ми чукне на врата, јас се отворам, кога загине у војната 2001. Не ми е ни страх. Да, кога загине он у војната 2001, да те срам да отидеш на тоа за наследно решение, нели, има да наследиме. Пиштол еден, Рено од 76-та четворка и стан од 39 квадрати. Кој го купиме кога добивме бинго. Наследение. Кога добивме бинго го купивме. Ете, тоа ти е неговата 28 годишна работа во полиција. А некој дојда вчера, изградја касарни и кули. Се додека пак стоеме, не мешаме политика, ама додека не се направи потекло на имот, ништо не правиме. Ништо не правиме. Не може да не мешаме политика, комплетно политизирана државата. Све, ама гледај сега, ти нема да дојдеш да глумиш или нема да дојдеш да пееш, затоа што ти можеш да бидеш најдобра. Ти можеш да бидеш Металика, ти можеш да бидеш Guns N' Roses, не знам што да кажам. Ама не му се сиѓаш на Боби од X телевизија, не може. Он таму ќе каже дека Нина не може да биде. Да. Тоа го има. Да, и уште го има. И нема причина. За многу тие не зборам за било што. За било која бранша. Значи за апсолутно било кој сектор. Да. Нема да погрешиш. Што од кој сектор? Тоа е таква некоја
Пази, да ти носи тебе нешто тоа. Пеки. Као, слушај, ќе изгубам милиона, која вземам Нина, треба да делам со неја, не ја земам. Така е. Пеки и да разбереш. Ти се снажо, мангуп. Ќе го носиш дупли товар, ако си спремен, зашо и да се работи, но онда кај што не им носи ништо, ја тој момент не го ради. Тој момент во психолошката злоба. Иса. Боле ќе си сеам дома, жими се, ќе кажам, ќе гледам Netflix, ќе спијам кафе, гости ќе Ама еве гледај, се ние идам на гости, не општам со луѓе. Ама гледај се ние сега се мачиме, да кажеме, се мачиме, почнуваме нешто, работиме. Ти више од 20 години, 25 години сигурно си на 20. Ја прославив овој декември ќе прославувам 23 години. Од пука 30 20 победа на М2. И они се декември. Да, јас сум на 7 декември ми на годишнина. Они се со М2. Зборам победата на М2. Ма се 13 12. Ради бројките 13 12. Добар скоп на бројките тоа. И гледаш дека на пример порано го кажав ја, имаше и хумор. Можеше да зафркаваш и со политика. Значи, се зафркаваш, правиш политичка сатира или бил. Сега, човек. Прво и основно, има штабски ботови стручњаци. Тие ми се најаки. Тие ми се најинтересни од све. Најголемо достигнување да каже дека Нина кажала виц за премиерот или за министерот или за... Не зборам за ширењето на негативните вести, нели? Знаеме како се шири една вест, поготово кога е упрашање било каков тип на негативна реклама. Тоа најбрзо се шири. Не зборам за тие, туку зборувам за овие што ќе го сподели, ќе го напише везе с vezom нема тоа. Ништо нема. Тоа што ти кажал, врска нема. Врска нема. Така ми го сместија со не знам дали ти текнува со сиријците статусот. Со избеглиците од Сирија. Мислам дека ми текнува нешто имаше. Ќе да потсетам. Па нешто имаше и тие. Нема впишано, значи се дешава бегалската криза. Се дешава бегалската криза. Така почињаат сиријците. Тие од нас што гледаме, што читаме малци надвор од Македонија што се случува, па малци историја што знаеме, па малци геополитика, малце што знаеме. Ја не сум стручњак, ама читам. Разговараш со луѓе, па смириш да те мислат. Братче, книгата ти и сега тоа ти е внесено, може не у книга, форма, меѓутоа електронска, фа бараш информација. Читам. Ме интересира. Чисто ради тебе да знаеш. Што се случува, како се случува, не е дека ќе станувам ја политичар или нешто во животот, меѓутоа ме интересира што се случува на глобално ниво. Никој може да ми ја земат. Паднала нафтата, се кренала нафтата, зашто? Мора да има причина зашто. Почнува да се случува бегалската, мислам дека и нигде немам зборано за ова до сега. Не, ексклузивно нека морам да имам јас. За Сирија немам зборано до сега. Мислам за конкретно мене што не за Сирија, него мене што ми се деси. Почнува да се случува бегалската криза во Сирија, сите знаеме дека тие што доаѓаат не се избеглици, него се мушкарци од 17 до 50 години. Секогаш ме до прчеви. Способни за оружје, доаѓаат со пари, со купуваат куќини. Значи веќе почнуваат да се шират информации, со тоа трае веќе неколку месеца. Има една, нема ми текне како се викаше, некоја невладина, не, или се мора се оформи, а Facebook пејдж се оформи за помош на избеглиците. Работев јас со нив. Беа ИОМ, Ластрада, беа уште некои беа, да. Странци. Да. Сега ти зборам за македонците, за членовите на Facebook. Да. И сега ја станав дел од таа група, мислам, некој ме покани, станав дел, чисто ме интересира што се дешава. Па тоа потресување. Извинете на сите, јас сум македонка, имаме деца болни овде. Да. Имаме бездомни, имаме раселени семејства, одвоени од мојни со разрушени кои се уште од 2001. Да. Тие фамилии уште не се. Никој не се испотресе за наша ситуација. Ние сакате да ми кажете дека повеќе се испотресовме за храна и за облека за сиријците? Абе уште стојам на тоа дека не можеш да ме уведеш од тоа дружба. Ама така е, те поддржувам затоа што ја пеки разбирам. Леле, па тоа се собира контейнери, конвои, коли идеа, носе тоа
Не знам каде беа, негде околина на Скопје. Табановце беа, па бев ја 4 години работам таму. Одлично да си ми жив. Знам ја што беше. И се крева фама. За македонче се нема кренато глас, за детенце македонче се нема кренато фама. И мене тоа почна некој без да мисли, ја напуштив групата. Као потресувајте се, знаеш, како секта некоја, Боже Господе. Наши кажано просеравајте се, немајте пред мене. Све уреду е, жална е ситуацијата, да, има и деца, нормално тоа е маска, тоа е глума, тоа се мора да има 20 жени у 5000 мушкарци и 100 деца, нели? Ама кој не може да се објаснуваш ти со неписмен човек. Ама тоа е тактиката. Фала Богу, треба да има пас. Чи видиш жена, дете има пас. Имаше од америчка амбасада експерти од други агенции за профилирање на таквите. Имено. Да, и ти немој како да му објасниш дека тоа нити е негова жена, нити е негово дете. Имено. И дојдени се со 300-500 милиони и купуваат куќи у кеш. Карпош, Гази Баба, за центар не сум сигурен, за Карпош и за Гази Баба. Го отвара новчаникот фул по 500 евра. Пример велиме. Че немаш видено од живот. Тој кеш ти како обичен граѓанин. Да. И се криева тука фама, знаеш се, ние тука готово умираме за да ги нахраниме децава и избеглици од Сирија. А нашите по семафори деца? Ја пишувам статус, изреволтирано. Жми се од тогаш не пишувам статуси, назборно ти кажувам. Не за друго, не може да се замарам со токсиколог. Толку отровни луѓе имам. Енергетски вампир. Тоа се енергетски вампири, систер, значи страшна работа. Висока алергија имам на тоа. Више имам 39 на 40 сум, више прагот на толеранција не ми е. Ич. Молем, ќе те блокирам дружа одма. Мој кам брате. А Лена ме блокира, ми брише коментари, бе. Фак ю што сакам ќе ти. Кој си бе ти да кој ти остава тебе? Пишувам статус кој што гласаше да не го барам, кој знае кај е сега тоа. Од прилика нешто, да. Кој знае која година беше ово. И пишувам статус кој што гласаше вака. Наши да бевме ние македонците на местото на бегалците се мисли у кризава. И вака да чекавме на некоја граница. Од страна ќе набоцкаа со стапови вака и ќе на користеа како експерименти за сецирање во другиве држави, не па да се потресуваат. Да. Тоа ми беше статусот. Вадење, батице, некој тие комуњарските портали се се извинувам, ако тоа ви имате. Вадење контекст, само наслов, нивни, без мојот статус. Не, само наслов нивни, за да кликнеш и да хейташ без да отвориш. Да видиш. Читаш насловот. Кога читаш наслов не отвараш некад надале. Пејачката Нина Јанева повикува на сецирање на избеглиците од Сирија. Јуда здола. Ако не сте знаеле, да знаете кој вирус. Тргни ножевите такви работите. Закани по живот. У инбокс мене. Закани по живот. Пцовки, полови органи, сликани. Го поменав некако периодот, пошто што сакаш можеш да кажеш после тоа, одидаме. И дознав и кој го пишал и што го пишал и фала и многу што ме напрепозната, ќе си се прунеде жената сама. Так. Све пројдов, све дознав, све. Од тогаш навага само дрндупка статуси. Ја да пишем више политички мисли, батице, нема шанса. Ја последниот не може више. У наводници политички статус. Што сакаат нека прават? Последниот политички статус го пишав за моите. Они се пронаоѓаат. И да биде... твоите статуси се малце... А знаеш што е пората најгоре? Што ја имиња нигде не пишувам. Не треба. Ми звони телефонот. Ало? Викам, кажи. Брат, знаеш, статусот си навредил некои наши луѓе. Викам, кој? Со име имам напишано некој? Кој се пронајде статусот? Значи, ако се пронајшол статусот, не е наш. Не бе, брат, добро пишува се, ја онака само да ти кажам. Статусот за контра наши. Епа. Кој си има само пронајден? Куде за наваѓам ти? Куде си сваче? Ја не може и за прегледи. Значи само се бори за прегледи. Не е битно што ги. Не ми се јас ним носат пари прегледите. Кликовите им носат пари, така? Па не носат, зависи. Колку Ја имам 2 центи, шо? Не, ни 2 центи. Ја имам, сега ти кажам, направив со другар ми
Зуцки цибицерицер, да, со него направи, од Facebook. Зуцбергет зрцрцрц. Кој е тој сега? Газата на Facebook се исто. Добро, Направи со него, значи договор за монетаризација и те ограничува. Значи ја имам секој 28 дена 10,5-15 милиона прегледи, лајкови, такви работи. Да, па сега више сум скоро 30,000 следачи имам. Муабетот е што ти наоѓа влакно јајце и ти вика статусот што си го напишал за Нина е сексистички и затоа ќе ти укинеме монетаризацијата. Братче, фатиле су тако мене. Куде најдела врску таму? Тебе ли на посиромашти, али најмам те? Удри поружни, ајде не баш. Абе, чије ми гразе губите има за работа? Брисачи немам на авто, бе. Жидам кој жена, абе жена прави ога. Одмалва. Мисли дека му се пушта на тога до нјој, здраво. Не, ќе умрам. Кад смо около прегледи, како му се пушта пензионер на пензионер. Не. Сретно е се од државна болница и вика, гледам имаш многу прегледи. Чија си? Гледам имаш многу прегледи. Кам не сега преглед од ехо. Story of our life. Да, што да ти кажам? Story of our life. Не само на Балкан ги има овие глупости. Знаеш га, у старачки дом, вика, памперските ги скину со зуби. За љубов никад не е касно, е. You позади ми да е the tiger. Знаеш, иде песната, мисли дека трчи 100 корака вака. И само да ја стигне, вика сестрата, ручак. Зуби ќе ти ги скинам личено, мајке ми. Старите се најубави за смеење. Знаеш, дедо ми, знаеш колку беше покварен? Зашто покварен? Баба ми кога ќе крши ореви ги зема вилиците да не краде од расите. Ке се вратиме порта. А овој жива вистина е од на мајка ми страна. Како ме сериозно? Живе се. Да не е мањак. Сите заби ги имаше дедо ми. А баба ми на 40 години тој еден заб. И вика, дебе Александре, дај вика да си ставам заби. Темари ти со волци ли ке се давиш па? Шакети заби. Уште еден имам добар. Ова е добро, темари па ти со волци ли ке се. Сега две комши, и вика, шо вика, оно и твоето, вика, го слушам вчера, вика, до 12 дојде, вика, цел ден, цела ноќ стенка, вика, 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 истерува заби. Какви мори заби на 70 години? Вешашки ги голдна на ручек. Немо е добро, Немо е добро. Ги голдна на ручек. Нати, јади сега? Не, црн хумор ми е. Ој не е црн, ама сакам. И ова и црн хумор. И црн хумор, јас сакам. Да, добар хумор е таа. Крај. Како станувам возрастна, така сваќам се поиже дека црниот хумор ми е. Боле. Тоа стендап кога гледам. Знаеш што гледам? Не ми е смешно ако не е црњак некоја, за фамилијата, за децата се зборат, разбираш. Многу јак црњак кажа, прошли пат морам на тебе да ти го кажам. Умира некој боем човек, не алкохоличен, да го кажам, пијаница. Значи, боем човек умира и сега собрани тие другарите негови вака. И сега отецот држи една литургија, знаеш, и сега вика, после литургијата говор. Го знам многу убаво покојникот. Немам некое добро мислење за него. Дури и не сакаше да дојде во црква. Еден тамо, немаше да ни сега го донесовме. И другарите. Исто вика. Овој другар ништо почина, има тука нешто добро. Вика, што има добро, бе, брат, почина. Барем престана да пие. Нема ги троши парите.
Не. Тоа што ми се свиѓа. Само вицови да се насмее, да се опушти човек како што треба. Иначе друго шо џабе ти е. Има и добро, има и секојдневни глупости за смеји, па се баци така да. Знаеш, магнет за кретени. Страшна работа. Значи 100 луѓе да има, еден идиот на мене мора да ми се залепи. Идиота, здраво! И не само да се залепи, него добри другари да станат, да треба да го толерираш и да ти биде глупо да му кажеш, дај бе брат, одије. Што е работа за тебе, ајде, кој тебе е сега тука? Не, ние сме страшни. Не, имам добро друштво. Ние кога се собереме друштвото со Шана, тука има смење. Тоа е old school сте има историја сте прошла. Има цела историја. Кантер играат заедно, таа има историјата на новиот друштво. Јесте имале глупости. Ми се допаѓа што сакат да направат луѓето хумор и се трудат децава нови, значи Мокеми си Тино Јатанас и Не, има. Значи има нови генерација. Ама многу се малце како ние повозрастите, не да не сакаме, ние покажуваме како да не рачуна дека можем да научат нешто од нас, но се некако само бендисани. Старомодни сме им. Ама знаеш, модата се враќа секои 3-40 години. И затоа што, например, исти хумор, само треба да го направиш да биде добар приемлив за нив. Да. И тоа кога го следиш пазарот на хумор ќе стигнеш, ако не џабе. Не можеш напред. Ја и не знам што да ме прашаш сега што би палело како стендап тема кај млади до 20. Немаш тема. Еве 2 до 22. Ја нема да знам. Туци колку е добар Мерцедес, од 2 успука имат. Веројатно за некој, како се вика, некој таки на TikTok нешто, тоа ќе им бидат интерни шали, нешто тоа ќе ги гледаш бледо. Не знам што би им презентирал на каква шала да направи? На таа генерација не знам што би презентирал. Знаеш како двете плавуши кои возеле фиќо и еднаш фиќото застанува, не работи, идат надвор и добро е што до сега возило, види нема мотор напред. Иде од позади, вика отвора. Среќа резерва ставиле од позади. Имам една реална ситуација од секојдневниот живот. Ваква. Али глупа како не се работи за мотор, се работи за заден брисач. Ама ги ти ја кажам после. Сега не може. Тене со 2 јавни личности, многу јавни личности инволвирани се у целата случка. Ке треба телеграфија. Непријатно ми е. Ке ти кажам после. Чисто како појава, дека мислам си има десерно. Ја после кога тој на шминка ми сфилу и Да. Можеш увис да го притвориш. Ама сите вици знаеш дека се од вистина. Да. Сите вицеви се настанати од вистина, значи мене ми се омилени со животните вицеви. Значи Меца, Зајко ми е херојот. Зајко и на мене ми е херој. Нема легенда, Зајко е легенда. И црните, и зајбанците, и со другава, и со спортувањето, и со Ти го знаеш? Крај. Лавот забранил да се пуши трева. Сега сакам да ти го кажам те. Тој? У река, кој е? У реката? Омилен ми е! Ама за 15 години ми омилен веќе. Најголемица човече. Живи се најмило. И забранил да се пуши трева и сега иде у контрола. И вака проаѓа покрај река, нешто па танг раката, жрк шепата, зајак. Абе, Зајко, што кажеме за пушење трева у шумата? Тоа да се рибе не важи. Најако Кога мислам со ушите, тоа за нас рибите не важи. Да. Не можеш да не се смееш. Не можеш за Има која бутнал мечка како беше. Лавот. Не слушај вака. Иде лавот доле. Да, Зајкот горе. Лавот доле кој е најхрабар како беше. Да, не, не бе, два тоа е за лавицата. Сега знам и уште еден. За лавицата? Слушај, паѓа лаво доле. Иде Зајко го гледа лавото дупка. Еј, лаве, што правиш? Ништо бе, брате, помогни ми, не можам да искочам. Не можеш да искочиш, да. Сигурно? Не можеме, ајде да видиме скока лаво, тебе гледаш бе. И ти си некој цар за животне. Жена ти ја швикаме веќе година дена уназад бе. Ти знаеш ја, си се запрашал и децата чиви се бе. Лаво, гледај, ври, Зајко, так, се лизга.
Брате Лаве, само што појди да ти се извинам. А за мечката, лавот и заегот, кој ќе патне од дупка, веќе тој ќе работи лавицата, пошто многу агресивна у кревет. Да, и тој... Кој ќе го победи лавот? Не, вика вака. Кој ќе го, знаеш дека ќе стои ми до дупка и лавот вика, кој ќе падне од дупка, тој ќе работи лавицата, пошто агресивна тепа, овој лавот не можел да издржи. И стојат сите животни наредени, скрстени раце, ќутат сите ово, и лавот се разочарал, се врти едно време, бам! Се врти мечката внатре. Лаве, кажи му на лавица нек се спреми, а тебе зајко свеки ти ебо, па се... Да, така беше. Да, беше. Леле, мојко, не може. Се овие работи се, како да им ги доловиш се ти на новиве деца овие работи? Не можеш, како да му објасниш се? Мене ми се овие вицови, што знам, абе нас ни била дружбата, сме поминувале во многу поразличен концепт. Со винце, со бамбус. Немало мобилни. Да. После некое време пеџери искочи, ама ретко го имаше пеџер. Телефон двојник, комшија спушти бе, треба да се... Двојник да не брам муаве, тоа не ни се сеќавам дека со кого бевме двојници, со никого бевме. Дај се кој комшија, дај, молим те да. Начинот на пеџери искочија и ретко кој имаше пеџер, после тоа излегува више мобилните, испокупија сите. Ама и тогаш, и кога имавме мобилни на почеток, не бевме толку оддалечени како што сме сега. Многу сме одвоени, издивени сме како луѓе. Возиш у Скопје, у најголемата гужва, 3 саа, 4, кога е најголемата гужва, устори до 7 гужва секако. Возиш у булевар со 6 ленти, 3 у еден, 3 у друг правец. Од средна сече у вака луѓе, сече у прва жена му да се ја земе во чекар на автобус. 4 жмигавци. Саволе ува бре. 4 жмигавци колона поза него. Ти тоа пази, кажувам баналност за пример. И ту шпиц? Баналност у шпиц. Да, у шпиц. Баналност? Па ти продолжи да ја развиваш таа баналност до тоа до кој степен сме ние себични станати. Абе ке те лупне нека од позади водала една. Прегеска ја одам возам црвено. И сам пај ти тот позади. Егом царе, да ги скокнеме, што да правиме? Те разбирам. И тоа ми е најголемо свирано за Што да направам, црвено е. Научно докажано вика дека у Скопје ако свирнеш, семафорот се отвора веднаш. Само свирни. Само ти, без проблем за тебе, не е проблем. Господе Боже. Знаеш, не каде брзаш царе, кај ки. Ама што ќе направиш, ки скокнеш? Нервозни се сите усвоени и сите возат. Не вози. Ма не вози бе, оди си пешки? У Белград да ми кажеш, некој што треба да живеам, да возам у Белград. Ќе речем не, никад. У Белград се патува 2 сата од точка А до точка Б. Сати 15 до 2, зависи од нови од Земун до стари до кај ги. И кај се протестите паркирани се моментално, да. Кажувам, нема шанс, у Скопје можам да се овладам, не, мада и сега више како не ми се ни вози. Ја не ги разбирам. Например, да сум второ возило, да има едно пред мене, па да му е запалено зелено да стои, па да му свирнеш да. Пето, шесто возило. И се црвени код позади сите вака ги гледаш на ретровизор, па што е? Не да тргнеме ако не. Да ги скокам сите. Што него му се брза. Некако прагот на толеранција не е намален. На сите, не на нас. Не имаме праг на толеранција никаков, бе, човече, ние станавме homo homini lupus est ius, таа реченица се дефинитивно еве се покажува дека така. Нит сме запад, нит сме исток. Не знаеме кај кај демократија, нити анархија. Со вредностиве. Ау, таа леле, знаеш, многу паметни девојчиња, многу паметни керки. Инфлуенсерка. Завршила, па ти знаеш, она завршила факултет, па инфлуенсерка си, се тоа значи дека се они многу паметни се растураат батица со пример. Па така да. Значи не може да и двете. Вика не се качила не затоа што брзан на автобус. Само тоа. Значи не можеме кога сакаме да имаме источњачки принципи или не одговара. Кога не одговара, користиме едно. И за тоа што ни одговара, а позади тоа ние сакаме да сме многу модерни, западни, не знам ни европјани дали е тоа више, не знам како. Не, западњаци. Еве, општо, под едно име да ги ставиме, а од западњаци немаме ни за. Да. Само интернет имаме западњаци. Ќе примениме и таа култура на однесување и све. Ама и законите да ги почитуваме. Не можеш да примениш култура кога менталниот склоп
Врска нема. Со покојни. А најако е што истите тие кои ќе отидат на запад, тоа сака да ти кажам. мојот живот Швајцарска. Јас со покојниот Не Ферди. фрлам ја ѓубре, не фрлаш. Жив Додека пример. живееш у Македонија? Шлајфови коли од фрлање ѓубрето. Од зграда со кесите. Да. Спортска дисциплина кој ќе фрли Како подалеку. треба да го сватам ја? Ние одиме со Само деструктивни сме, не ми е јасно зошто сме само Со деструктивни. покојниот Ферус одиме у Локарно, имаше некоја таму. Ја, Ферус, Цаки, Кисми и Ирена, мислам дека беше спасовска со нас и идеме на некој настап таму. И сега проаѓаме у парк. Нешто детска забава, конфети, монфети, играње, се. Они баш седиме, кафе пиеме, каршик. За сат и пол завршува тоа. Пристига, како сега кај нас од градска чистоќа камионче, родителите со децата конфетички, собрал кесенце, врза, ставија, како ништо да не се случило. А тој истиот кај нас, Да. Значи, знаеш зашо И нормално е кај нас овие после селјаците у настав. карактер, знаеш зашо од овие селјаците у карактер? Не е по, значи човек од село е селенец, а селјаците може да Не, бидат од селанец центар. е едно, селјак е друго. Селенец е вреден човек што ги рани овие граѓаните. Селанец е човек, за пример, а селјак е, Боже ме опрости. И зашто знаеш зашо од нив од таквите селјачишта нема пилоти? Па не се отвора прозорот на авион вака рака да стои. Make sense, тотално. Тотално. Ако не Нема видиш како да узу, не. Идеш на море и видиш тие до тука таки Алергично. сунчани, знаеш кои се. Алергија, да, тука немам, сега тука више немам овој нивото на толеранција што немам веќе ниво. Не Нема што знам. да му кажеш. Не знам како да се понашам. Ти го кажа приказка мојот порано. Мислам фаца вас веќе ми каже. Сме се тепале ферка. Да. И порано Тоа беше беше поздраво него. и порано беше хитање и булинг. многу тешко да бидеш мангуп, затоа што од 10 машки 12 беа тепачи. Да, точно. А се од 10, 12 се снајка перси. Снајка перси најдобар избор, збор, снајка перси. Не, тој што оди у кафана не те вика, а тоа другото. Не, Петраче. Не, На женски полопорган мисле. Зашто го брка женскиот полопорган со Тие што такви глупости? не ќе да се тепат. И сега ке ти испровоцира, ке го излупаше доаѓа кај нас. Да. Овој ме натепа. Ајде бе. Па што А се дираш? зошто? Ги Па прашувате ли бе Ги зошто? прашуваме. Ти Кога доаѓаат со пријава, Другар ми вика- физичко насилство. другар ми вика И 700. зошто те тепаше бе брат? Што викат, не знам. му намигна. Тира бе, некој ба. Другар ми вика 7 девојчиња и некој на некој бивша било таму. Ја доаѓа конобарот, донесува вино. И викам, дојди маце навака. Што е ова вино? Па нарача од таа маса за девојките, чече полека. Значи бон тонот го нема. Однесувањето го нема. Без разлика дали му е таа швалерка, бивша, девојка, не знам што и да му е. Нека еди проститутка нека е. Да. Седи со тој човек. Ти треба да имаш манира да прашаш дали може да се однесе пињето таму. Овој малце исклучено каблите другар ми. И кај врати го виното и каже ми имаат 5 минути да го напуштат по калот. Па сега, не дирај Го МЛП. пријавија. Им се заканало. Кај нас у полиција. Го пријавија, зашто ги избркал во тоа. Да. Зашто донеле вино на девојката што седела с него. Замисли кој безобразлук. Он мисли како тато купил Мерцедес и он носи тие така доглеш доле тие цигаретките, дека може се да направи. Цигаретки. Јако е ова. Ја ги викам доса. Имаш Но фармерки ги кумановски викам досе, досе, класичен, да. Пошто се над глуж 4 прста и не ми е јасно таа. Знаеш што мода. викаше, знаеш Кај што што- машките изгледаат како да се ухеланки облечени и набилдани се, значи Имаме да мускули. моја другачка Доле се облечени у хеланки, а се фармерки или панталони, а горе се облечени у нешто исто така што едно пуца на нив. Извини, Па ти ја забавиш што ги една моја другачка. Не ја сваќам. Еве не сум модерна, се извинувам на сите да не се увредите. Ние сме вака. Политички сме коректни сите Олтаймери. тука. Не знаеме ние што е тоа, не е фармерка, тренерка, тоа. Нека така лабаво. Нема, мораш брат да се извиниш, иначе... Да се извинуваме, ал напред. Тужба ќе ти стигне врата одма на Ама, ми адреса. гале. И знаеш ли на мене зашто ми стигна тужба? Не бев на внатрешна контрола пред 2 години. Да, зашто сум пишал статус за геј популацијата. Сум ги навредил зашто сум напишал геј. Ја викам во македонскиот речник немаме соодветен израз за таквите. И тој е најсоодветен, да, И значи Ама геј- повредлив е тој, Да, хомосексуалец него геј.
Второ, што се вреја? Нели се опен? У тоа све, па не знам колку се опен. А добро, има некои што не се опен? Ја овие што се дружам со нив се опен. Ама ја што ги познам. Не, ја немам ништо против нив. Тоа се негов проблем. Ама не можеш да ме експонираш. Ще викаш Аца Лукас и сега овие швалерите вака треба да швалерите. Да не ми се лапаат пред мене. Само тоа ги имам. Аца Лукас како ќе каже, оние што имаат швалерки вака треба да одат по улица. Не па да ги соблечеме како Па даде. И втор дел од пријавата за статус жива е Македонија. Затоа сум бил на внатрешна контрола и сум казнат 6 пати. Ова е пријател од Спасовски? Да, мој драг пријател. А дека го бутна режимот на Груевски и дојде слобода. Па за негово време има 22.000 тужби. Кај се? Да, у обвинителство се. У обвинителство се? Да, сите ќе добијат. А ќе отиде на Малдиви додека стигне обвинителство. Па тоа е нашето обвинителство 0,2%. Ке иде за ке Филипчика заедно. Масленоста на млекото има поголем процент. Мене тебе нема да ни спремат пентхаус од Дубај сигурно. Сигурно. 62 спрата. Сериозно имаше пријава за жива Македонија секој ден ќе пише. Го имам, еве. Ке видиш, еве, ке ти покажам после, имам комплет. А да, и сум ставил 4 емот икони со костурска глава и 3 прста кренати, двата во форма на круг. Срам те бил. Срам да ти е. Кога не си знаел да им покажеш вака. Како викам, би покажал и друг, ама има камери. Кога со мој хасо со храната. Да. Гитарниот пункт. Браво, брате! Ке има ли да ке? Жеми пакет. Кој пакет бе? Храната кај ми што вака ме прави цело време се земал 3 пакета, па не можам вака ти направам. Каде цркви, джами тук. Дечки тоа тоа ставите тие. Тоа знаете. Тикети, ленти, така конфети како летат. Добре, сега мислам дека сме се контролирали, културни сме. Одлично. Сега како сме се контролирале, леле. Они беше прв инцидент од цела емисија. Па чекај се, прва емисија ќе има многу емисии. Ние имаме што да си кажеме, да. Има, неколку тома треба биде. Талични томови ќе видат сите. Само имаме пријава да не стигне да се увреди. Не се ми секирам, знаеш зашто? Затоа што Јас сум немал. Не, јас сум имал, неколку пати ме викале. А иначе за притисоците тие што ги има политички, јас сум бил 42 или 43 пати на внатрешна контрола. Машала, како не ги мрзила брат тоа? Да, за си кажам на Нина како си. Едно, второ, за да биде кој во внатрешна контрола. А корумпираните не ги бркат тие од внатрешна? Не. Вака за стапеци само. Не, па тие со имаат по 40 шлепери, не ги брка. Ако има да си даа, ти не си даа, жоди брам. Тоа ми е што не знам. Жоди брам. Не давам јас, вака, стиснат сум. Без дарива. Немам дарива. Стиснат сум. Не давам. Зинат. Ама здрави, ние не се откажуваме. Ние си продолжуваме и понатак. Тивко, патиме. Тивко си патиме. Што правиш, еве вежбам синусите. Мајко мила моја. Бове. Што доживеавме ние? До кој диреџа стигнат, брат? Значи, да ми кажува некој пред 30 или 20 или макар и 15 години дека ова вака нешто ќе се случи. До ова диреџа ќе сме дошле општо за себе. Знаеш како уметниците ги снемува, сестер, како ги си одат луѓето. Ги снемува уметниците и крај, зашто јас немам на пример, во последно време ни желба ни мотивација да правам авторска музика, искрено. Зашто? Сега пак ќе се навратам на почеток на емисијата. Ти пееш, пишуваш, ствараш музика како и да е, ама работиш уште една работа. Ти од музиката и од песната не можеш да живееш. Не, за жал. Значи ти мораш истото што ја. Не е ништо изрегулирано ни законски, мислам дека не изведувачки права не се изведуваат. Мислам изведувачки права се изрегулирани. Проба од ММИ, македонска музичка, да направат нешто за изведувачки права. Оти да живее во Србија или во некоја друга држава каде што се законски изрегулирани, значи како човек фирма се водат, да живеев негде на друго место треба од настап, ја не знам колку пари ги има да се. Не знам колку настап. Да се навратиме, Тијана кога успеа, Тамара кога успеа, покојниот Тоше кога успеа. Кој излега надвор? Шанац и Никола Ристановски се прогласени за најдобри глумци у Србија. Ги иму сите филмови, сите серии, се.
а ние кај сме. Значи ти да не можеш, баш ми е драго за Тино и за Атанас. Децата стварно се врв и се окей. Се трудат и другите. Ќе спомнем и Баркли, и Тодоровски Никола, и сите ќе ги спомнем. Да, Никола ми е. Никола е топ. Еве јас нешто викам, кога и солзи смеа се добри. Значи, дај Боже да има повеќе конкуренција. Да. Битолскиот хумор го капира, мајка ми е битолчанка и детството сум го поменувала таму. Ама зашо конкуренцијата е здрава и треба да биде така. Да. Ама кај нас за жал е така. Не доаѓа до израз тоа што треба да дојде до израз. Сите го имаат. Почнаа да не сеќат више дека ја претеравме. Колку сме сати, колку сме? 70 минути само. Ама за второ кафе или? Да, не, чекај. Зборете си ние ќе снимаме, тоа ќе има лента. Да. Каже, бекините снема лента. Кај нас прекинете снема више лента. Еве, пошто сме при крај, ни дечките не алмираат вака. Имаме некои подароци. Не запукаат. Да. Како си со спонзорна емисија, да ја бараме нешто. Лабаво. Ништо нема. Не можам ги брам за Лидија Максимовиќ, стихозбирка, значи за нашата прекрасна Нина, од Нашанг со Бобишлјукс, повели Нинич. Thank you. Мице Дудучки ме скара дека поклоните, подароците не се отварат, ама кај мену емисија подароците се отварат. Добро, сакам да го информирам. Може да отвориш за да мислам дека пријатно ќе се изненадиш. Ова е девојчето карикатури Куманово. Прекрасно девојче. Не знам како го сватам овој ќе ми рече Боби, пријатно ќе се изненадиш, но трике. Не можеш да си нарамно никак. Со мене пријатно изненадување, пријатно изненадување. Пријатно изненадување. Зависи како ќе го сватиш. А да ти кажам дека јас и да не видам. Да, нити не ти за тебе ќе биде пријатно изненадување. Јас сигурно како сум се ружен. Како се вика девојчето? Еми се вика девојчето, карикатури Куманово. Ја гледав емисијата со Жаре и Даре, да ги познавам. Да, поздрав до браќа. Смеем се бајле. Таму видов дека е перфектно. Не! Значи еве. Да, за Лена мајко ќе се утрујам. Не. Ќе се утрујам. И тоа мора да појасни. Ова добро. Само требало Тони да го ставам вика на спика. Оне кејафе може и онда. Само ќе на шкрта, ме може и онда. Леле, ќе умрам колку е добро ова е. Ова е најјаката фура што очигледно си има десано за ниве 10 години. Со шанац. 10 направи. И сите мислеа дека сте скарани, дека сте на радна нога од тогаш, ма вие сте. Најако си беше кога се емитуваше првпат емисијата, сите сите ми се јавија љути. Од новинари до пејачи, другари, познати, непознати, помалку познати, го знаат тони, не го знаат тони. Ми се јавија сите да ми искоментираат како ни му е срам. У емисијава, мислам, емисијата јас бев свесна, се снимија, не им реков и сеќате го ова, немаше потреба од тоа. И цела држава се увреди, освен ја. Тоа беше хит. Ама не разбираш што беше да. Опуштено, и боља фора има нема. концепт. И боља фора нема тогаш направена. И дупиш и ќе те дупат. Така е. Или не еди. Така е, да. Ке си идеш вести, ке си гледаш. Нешто. Така е, за храна тие такви работи. Значи, не можеш ти со Тони да седиш и со Део и да очекуваш, пошто таква кохезија има они двајца доека беа. Страшна бе, машина. И да очекуваш се со Тони и со Део дека за времето ќе се зборите за поименеам, не знам, тупите. Мелење месо, значи, они се мелење. Кога ќе пусти гледачот, не сака да го гледа досадното секојдневие, сака види нешто друго. Так. И затоа и беше таков концепт. И ова ми призлегува тама. И јас комплетно немав никаков проблем со шалата да имав, ќе го исече и немаше да го монтира. Така, ќе му кажеш. А познавајќи тебе нема шанси. Ма зашто да би го кажам тоа? И тајзи беше со мене и он го јадеше да земе дека го гледате телевизијата. Ама ова фора остана. Го јадевме двајцата. Да. Најако се, минатата година, пошто ја гледам се врти, не ме интересно више, пошто, нели, а го здеа. Да, го здеа. Изми. Не мрзга, и се врти. И првата емисија опуштено што ја направивме, Тони кога ја почна втората последна полусезона која снимаше, у корона која снимавме, со дозволи за излаз, прв гостин му бев јас.
Така. И му дојдов со сендвич. Свитка. Ми кажа сега. На клубичка Ми кажа сега, пошто да одидеш Нина на сендвич. Ке идеме, Тонка, ке идеме. Нич, уште еднаш благодарам што им беше гост. А вие, драги гледачи, следете не наредната емисија. Мене ми беше многу драго и thank you, би дошла за било што. Саш да си коментираме нешто глупо, викај. Викај, брат, нема проблем. Фала ви на вниманието од нас двајца.